Имаме многу гости со кои ќе разговараме на различни теми до крајот на денешното издание на утринската програма. Следната сметаме дека е особено значајна и фокусот го ставаме на децата. Имено македонските ученици малку читаат и тешко се изразуваат, потврдуваат резултатите на меѓународната студија за читање, според која нашите ученици од 4-то одделение покажале подпросечен резултат во читање и се на 34-тото место на табелата во глобални рамки од вкупно 43 земји. Проблемот со говорот исто така не е за занемарување, причина повеќе да консултираме логопед кој би ни дал одговор на овие прашања. Велиме добро утро со Ване за Јулијана Секуловска, клинички логопед и пријателка на утринската програма. Јулијана, добро утро, се надевам дека се слушаме добро. Добро утро. Имаме многу теми кои што сакаме да ги отвориме со вас. Спомена фокусот го ставаме на децата, бидејќи имаме резултати од неколку истражувања кои што ни даваат поразителни податоци во однос на читањето и на говорот. Ќе започнеме со проблемот со говорот. Тука некаде да продискутираме за децата. Знаеме дека голем дел од децата многу подоцна проговоруваат. Секој од нас има барем неколку пријатели кои што имаат ваков секојдневен проблем со своите дечиња, оние кои што веќе говорат, тешко се изразуваат. И сега тука се поставува прашањето. Технологијата ние затајуваме како родители во вниманието, новото брзо време. Каде е одговорот, Јулијана? Ние како стручни лица, бидејќи често правиме евалуација на целиот развој на децата, не само во говорот, така да можеме да кажеме слободно дека одстапуваме од сите развојни норми. За жал. Конкретно со говорот и последователно нели читањето како што доаѓа нели со текот на развојот, мислам според мене дека не се само проблем технологиите кои што ни се нели наметнати од текот на современото време. Мислам дека ни недостасува и стимулација, затоа што и во моето искуство, во мојата долгогодишна пракса, тоа го согледувам кај децата, стимулацијата од типот на како детето расте, созрева. Родителот е тој кој што нели треба да го стимулира детето преку сопствениот пример, затоа што децата најлесно учат преку имитацијата, а децата ги имитираат буквално, значи, членовите од потесното семејство, односно со личностите со кои што растат. Тука се и градинките, каде што и тамо ни треба малку покомпетентна стимулација во однос на развојот на говорот. Од помагалата, нели, играчките ќе ги спомнеме, бидејќи во процесот на развојот на годините од 1 до 3 години, кај дечињата се важни играчките. Од 3 до 6 години, буквално најважна улога имаат игрите. Тоа е добро да го знаеме сите, не само родителите, туку и делот од воспитната елита, да ја кажеме, нели, професионалци кои што се вработени во образовниот процес. Многу е важно на која возраст што ние да вклучиме, која метода да ја вклучиме, не само како стимулација во однос нели на вербалниот говор, туку буквално преку играта. Најчесто кај децата го гледаме ние гестуалниот говор. Најлесно на дечињата ми е да покажат ова го сакам, тоа го сакам, но немаме вербален говор. И не можеме ние тука да кажеме дека детето комуницира со гестуалниот говор. Тоа да е почетен елемент во фазата нели на развојот на говорот, но никако не можеме ние тоа да го одобриме. Јулијана, малку да ја споменеме и книгата како еден важен фактор, како една важна, ајде ќе наречеме играчка која што родителите треба да ја нудат, така ќе се изразам на своите деца. Колку треба да ја зголемиме свеста дека се почнува од книгата и дека преку игра со книгата родителите може да придонесат и да им помогнат на своите деца кога зборуваме за оваа тема. Така е, одлична забелешка. Затоа и ги напоменав играчките. Само ќе сакам нели сликовите да објаснам. Првенствено кога одиме во книжара, ги гледаме оние што се меки книги. Всушност тоа се сликовници. Обични сликовници преку кои што ние за прв пат го
запознаваме детето со поимот книга. Тие се сликовници претежно гумени, меки, за да не може да се повредат децата, направени соодветно за возраста, но преку тие сликовници ние всушност ја правиме таа стимулација на говор, покажувајќи го дали ќе биде животно, дали ќе биде предмет, било што на таа сликовница мека. Истото тоа што го покажуваме, ние го вербализираме. Така да детето има визуелна стимулација, тоа што го гледа, потоа има аудитивна стимулација, тоа што го слуша од нас, за да може да се направи еден когнитивен процес во однос на перцепција, разбирање, слух, да следен чекор биде неговата вербализација. И сега сакам малку да ставиме акцент на читањето. Голем дел од наставниците забележуваат дека дел од дечињата читаат механички, без да се обидат воопшто да разберат за каков текст станува збор. Другиот дел мака-мачат да го прочитаат истиот. Што кажува Јулијана за нас како општество податокот дека нашите четвртооделенци се под просекот за читање во глобални рамки? Па единствено нешто што можеме од ова да заклучиме дека го губиме идентитетот како еден народ. Ако кажеме дека говорот, јазикот и читањето е момент во описменувањето на еден народ, тука веќе се губи цел идентитет. Читањето по дефиниција е когнитивен процес преку кој ние го усвојуваме значењето на пишаните символи, дали ќе бидат букви, знаци, било како. Можеме само да направиме една паралела со Кина и Јапонија, каде што е народ кој што нема воопшто проблеми со читањето, нити па со други потешкоти во однос на перцепциите, но тие имаат знаковен јазик, што е далеко по-соодветен. Тука е нешто што треба ние да го разбереме, дека ке децата им треба таа стимулација преку игра. Ние како логопеди можеме многу да помогнеме во однос на начините, методите и техниките со кои што соработуваме, но тоа е клучот во играта на читањето, каде што треба да ја поттикнеме желбата за децата да ја развијат уште од мали нозе кон читањето, а од друга страна во однос на читањето како когнитивен процес, треба да разбереме дека тоа е тежок процес, тоа не може туку така наеднаш да се научи. Тука имаме моменти на перцепција, на разбирање, меморирање, рефлексија, имагинација, па да дојде момент до фантазија. Често, кога го усвојуваат моментот на читање децата, многу е добро да напоменеме дека првиот момент кога ние можеме да дојдеме до заклучок дали детето го разбира прочитањето или не, е моментот кога треба да им дадеме можност да го нацртаат тоа што го прочитале. Доколку нацртаат и еден мал цртеж, тоа значи дека кај нив веќе од прочитаното се развил моментот на имагинацијата и фантазијата која што се пренела како цртеж. Јулијана, дел и се повеќе и се поголем број од просветните работници бараат и поголема соработка и вклученост на родителите, бидејќи се алармира на создавање на неписмени генерации во иднина. Ваш коментар на ова и ваше гледиште? Во стартот е проблемот. Стартот кога кај децата ние немаме доволно развиен говор, односно усвоени буквички, гласовите правилно да се кажуваат, говорот да биде правилен, техника на дишење, сето тоа го имаме ние како пакет од предчитачки методи. Зашто тоа го напоменувам? Затоа што во секоја вештина која што вие ја стекнувате и сите ние ја стекнуваме во животот, бидејќи учиме цел живот, нели? Ни треба некои одредени предуслови за да усвоиме нешто. Ние детето го праќаме во градинка, каде што не само во градинка, и од прво оделение се вклучува друг стран јазик. Не можеме ние да вклучиме втор јазик, каде што го немаме усвоено мајчиниот јазик. Да бидат добро слоговите научени, говорот да биде течен, во однос на говорот мислам и на спој на реченица. Значи да имаме синтаксички, морфолошки правилна реченица, кога ќе ги имаме сите овие предуслови научено, значи усвоено кај детето, потоа веќе можеме да зборуваме за слоговен начин на говор, за да може да се усвои
читањето. Често гледам дека во сегашно време кај дечињата кои што ми доаѓаат, имаат некако механичко читање во однос на буква по буква, што не е добро. Тоа е многу тешко и измачувачки за децата. Најправилно е слоговното читање, каде што децата буквално ќе имаат, на некој начин да кажеме ние, певливо читање, со што би можело полесно да биде континуирано читањето, со правилен изговор на зборот, но секако да не ги заборавиме интерпункцијските знаци, кои што се многу важни во самиот говор, методата на говорење. А во однос на читањето и сите овие што се испитувања направени, дури и кај нас како логопеди во однос на Асоциацијата на логопедите од Европската Унија, не е само кај нас проблем читањето, туку и кај другите држави, тоа не е за нас никакво охрабрување, бидејќи ние самите за нас се изборуваме, го гледаме проблемот и во меѓусебното говорење на децата. Често ги слушаме дека говорат странски, најчесто англиски јазик, што тоа дополнително ни ја усложнува методата на усвојување на читањето, затоа што ги испуштаме моментите на усвојување прилози, предлози, прилози, со што дополнително како процес не можат да го усвојат. Сосем пред крај ве молам, како да ги поттикнеме децата да читаат воедно и да раскажуваат, односно зборуваат за тоа што го прочитале, бидејќи раскажувањето е секако еден од начините како да се унапреди говорот? Раскажувањето е најтежок мисловен акт во говорниот процес. Најтежок мисловен акт во секоја смисла. Требаме да прочитаме, да разбереме, па тек потоа да се процесуира како раскажување. Тоа им е и најтешко да се усвои на децата раскажувањето. Тие можеби ќе го прочитаат текстот. Проблемот во разбирањето се идентификува понатамо и како проблем во раскажувањето. Единствено нешто што можеме да кажеме, ајде да ги охрабриме родителите и наставниците сите со една мала помош, да побараат стручна помош во однос на конкретно читањето и ние како логопеди, посебно специјалистите кои што сме клинички логопеди, имаме посебни обуки со кои што можеме да понудиме широка палета на техники и методи за усвојување на читањето, секако првенствено на разбирањето на читањето како мисловен акт. Во однос на техниките, мислам дека би било добро не само родителите, туку и наставниците да некако ја внесат нивната креативност. Сепак ова е лична работа, секој си има свој начин на работа, но играта е таа важна со која што можеме ние да ги примамиме децата и да пренесеме таа желба кон читањето. А ние како родители можеме со сопствениот пример да пренесеме една иницијација, една желба кон книгите и читањето. Првенствено ние да седнеме со книгата да читаме, а не пред телефонот или екранот, за да можеме да покажеме добар и квалитетен пример. Токму така и читањето, како и се друго, е култура на живење. Благодарам многу, Јулијана, за вклучувањето во Македонија наутро и разговорот во утринската програма.